Почитувани представници на пишаните електронски медиуми, ви благодарам што дојдовте на оваа наша пресконференција. Морам јавно да кажам дека не можам да прифатам да бидам на иста листа на која што е бил Осама Бин Ладен, на која што се представници на ИЗИС, на која што е Рамзас Кадиров, да бидеме јас и моите деца на истата таа листа. Барам да се спроведе истрага. Имаме прашања за кои што сум спремен да одговорам пред било кој истражен орган, вклучувајќи ги тие на Соединетите американски држави. Но во исто време одговорно тврдам дека има граѓани на Република Македонија кои што треба да одговорат на прашања за нивните нечесни работи, за контактите со кого ги имале и за целата подготовка околу оваа операција за нивно директно вмешување во изборната трка за претседател на Република Македонија. Да бидеш притваран, да бидеш во домашен притвор, да преживееш тешка болест и да те почестат граѓаните од Карпош, да те вратат повторно на власт и да се бавиш со криминал или корупција, треба нешто да ти фали во мозокот. Најодговорно тврдам дека моите функции и мојата функција сум ја обавувал и обавувам најчесно и најсовесно согласно сите кодекси како треба да се однесува еден раководител и еден градоначалник на 65.000 граѓани на општина Карпош. Исто така, најодговорно тврдам дека најсовесно ќе обавувам својата функција како претседател на Република Македонија и дека најодговорно ќе се спротивставувам на сите дејанија кои што ќе бидат спротивни на интересите на граѓаните на Република Македонија. Јас знам дека ние имаме стратешки партнер. И тој стратешки партнер ние го почитуваме. Но во исто време, како претседателски кандидат, она што можам да го ветам на граѓаните на Република Македонија, дека ќе инсистирам тој стратешки партнер да го коригира односот кон Република Македонија и кон лидершипот, политичкиот лидершип во Република Македонија. Не можам да прифатам да притисокот се врши еднонасочно само врз Република Македонија. Потпишавме ли договор? Втората страна, дали нешто од договорот исполни? Зашто на таблите уште стои Скопје, а не Република Северна Македонија? Зашто другите делови од договорот не се исполнети? Зарем тамо не треба се врши притисок? Дали имаме 17 пресуди од Страсбур? И тие пресуди за човекови права не се спроведени од официјална Бугарија. Како нашиот стратешки партнер не се сети еднаш било кој званичник од Бугарија да стави на црна листа заради непочитување на човековите права и заради непочитување на овие високи пресуди од меѓународни судови. Туку цело време тежиштето на нивниот притисок ја го вршат врз представници на македонската политика, врз владата, врз претседателот и останатите лидери во Република Македонија. Јас сум човек со достоинство, јас сум човек со чест. Достоинството на еден човек чини онолку колку што е спремен да го плати. Јас сум спремен да платам и највисока цена, но нема да попуштам пред неправдата и пред сите оние што се организирале за да направат нечесна игра и да направат грубо мешање во изборот на претседател во Република Македонија и ќе истрајам максимално. Значи, поднесов кривична пријава против енен сторител до јавното обвинителство одел за организиран криминал и корупција и во исто време побарав средба во обвинителството. Имам да им соопштам одредени сознанија кои што јас ги имам, во исто време стојам на располагање за било што да разговараме. Мора да одговорат на прашањето сите оние во изминативе неколку месеци што интензивно поднесуваа кривични пријави. И ние се чудиме во општината што е ова кривични пријави поднесуваат и дури представник од истражните органи ми се обрати: добро бе Стевче, до кога овие мислат со овие тралала кривични пријави, ние имаме ли некоја друга работа? А каде била работата? Работата била тоа да поднесува што е можно кривични пријави кои што немаат врска со животот и потоа да кажат: види, обвинителството и правосудните органи во Република Македонија не постапуваат, не действуваат и затоа ќе го повикаме Стеј департментот. Не можам да се сложам со тоа. За се имаме одговори, честно и поштено си ја работиме работата, а сите кои што се вклучени во ова честно дејание во Република Македонија, затоа што ова
грубо прекршување на изборниот закон и на кривичниот закон член 160 и треба да одговарат и да се снајдат пред лицето на правдата. Еднаш треба да научиме дека не смееме да слугуваме. Еднаш треба да научиме дека поштено треба да ја водиме политиката. Затоа граѓаните на Република Македонија политиката ја означуваат како најстар занет, зашто токму вакви луѓе имаме во политиката и ги прават сите овие нечесни работи. И јас сум длабоко убеден дека ова не е од истражни органи, дека ова не е од представници на амбасадата и званичната американска политика, туку е од македонски кодоши кои што се впуштени во овие нечесни игри и кои што цело време суфлираат кој е тој што треба да се најде на црна листа, без при тоа да има било какви истраги или без при тоа да има било какви докази, туку по наратив кој што тие ќе го создадат по јавност, дека ова е криминалец и така натаму и така натаму. Ама господин Јакимовски, има против вас обвинение и судење кои што сега се враќа од почеток поради измените на каза? Има против мене обвинение, меѓутоа има и сведок кој ми се јави да ми каже дека е подготвен да дојде во суд да сведочи и дека учествува во подготовките на моето апсење, во договорите што се вршени на највисоко ниво во државата, дека има соодветни пораки за таа работа и истиот се понуди ако треба да дојде да сведочи. Зарем цело време моето политичко действување треба да биде исполнето со политички прогон, со злоупотреба на најбитните институции во државата. Јас јавно ги повикувам. Ако знаете да водите политика, ако пратите меѓународна политика, ако ја пратите геополитичката ситуација, геостратегија, ако имате дарба да му објасните на народот тоа што треба да му објасните, во ред. Ако немате, тогаш треба да се повлечете и да дојдат некои што знаат да тоа го објаснат и што ќе извадат повеќе аргументи во овие политички битки од мене. А да ги користите виталните државни институции за политичка пресметка, тоа е недозволиво. И јас не можам да се сложам да ние од 92 година нааму, откако се осамостајилме и откако бевме толку среќни дека правиме сопствена држава, толку многу да се измачуваме и толку многу да се живуваат со нас. Смени го знамето, смени го името, дај ги деците, кажи дека не си народ, дека од некогаш те направиле вештачки народ, кажи дека тоа не е јазик, немаш ти твој јазик, туку си лајал претходно како куче, откажи се од сите револуционери, вклучувајќи од Гоце Делчев, докаде ќе оди тој притисок. Господин Јакимовски, на што конкретно се однесува кривичната пријава? Велите енен сторител? Да, енен сторител, барам, да, и одредени сознанија што ги имам за одредени лица кои што се инволвирани од оваа работа, барам да се истраши и да се утврди нивната поврзаност. Во исто време комплетно стојам за било што да зборат. Ве молам. Имавме тендер од 2 милиона евра за осветувањето во општина Карпуш. Го распишав. Бидејќи имаше одредени притисоци. Го повлеков тендерот. Го намалив за 20 милиона денари, за 350.000 евра. И на седница на совет побарав од сите советнички групи да делегираат по еден представник, плюс еден вработен и да побараме од електрофакултетот да ни делегира двајца професори кои што ќе ги утврдат условите под кои што некој може да учествува на тендерот, за да се биде транспарентно и максимално коректно. Јавно прашувам. Од Владивосток до Лос Анџелес, кој е тој политичар што ќе се откаже од влијание врз тендер од 2 милиона евра? И мене ќе ми кажуваат дека имам било што во тендери. Апсолутно не прифаќам и не го прифаќам ова што тие го кажуваат. И ова е чиста политика и обид да им се помогне на оние кои што, за жал, во ова изборна трка, место да искачат да кажат ние не сакаме нефер игра, ние сакаме чесен политички надпревар и да победи најдобриот, ги гледате дека никој од нив, сите тие ќутат и ова злоставување го поддржуваат. Да го прашам председателот на Република Македонија. Председателе, вака ќе дозволиш твоите граѓани да ти ги черечат? Вака, господине председателе, ќе ќутите? А искрен да бидам, не ни очекував поинаков однос од овој што сега го имате и каде што се трудите час поскоро, ако може и законот да се донесе, за да притисоците и злоставувањата на вашите граѓани да бидат уште поголеми. Но јас ќе ми кажам, дека тоа што му го правите на друг, утре може да ви се случи на вас. Ги гледам јас сликите што ги пуштаат на Facebook со решетки и со насликани внатре политичари, да не заигра орото и кај вас и да видите целата сила
и целата неправда што може да се случи врз вас и вашите семејства, и затоа треба да се однесувате принципиелно, и затоа не треба да дозволите никој од надвор од правосудниот систем на Република Македонија да одговара и со вакви фингирани случаи и со вакви фингирани тобоже тралала кривични пријави да поднесувате и да викате види правосудството во Република Македонија не работи. На што личи тоа? Види, не ви е косата плава, ви е црна. И за тоа треба да отвориме истрага. Зашто ние цело време докажуваме? Цело време докажуваме за обични глупости кои што само им користа за да може да кажат дека нашите правосудни органи не работат. Тоа апсолутно не е точно. Кој е НН, дали може повеќе На кого алудирате? Не можам повеќе да откријам од тоа, затоа што има различни, ги има неколку групи и сакам сериозно за тоа прашање да поразговараме. Впрочем, јас не сум било кој. Јас сум поранешен министер во 3 влади, јас сум граѓанин на оваа држава, јас сум 4 пати градоначелник на општина Карпош, народ ме бирал, јас сум собрал 11.468 подписа и никој не смее да плука врз тие подписи. Било кој да биде, вклучувајќи и Стеј департментот. Која е политичката партија која што кажува протеста? Не можам да обвинам ни една политичка партија да обвинам. Има луѓе кои што се продолжени раце на странски разузнавачки служби и сето тоа овие подолго време ова го прават, го организираат и создаваат предуслови ако можат да нанесат било каква штета. И таа штета не ја прават само на мене, ја прават и на други граѓани од Република Македонија, вклучувајќи стопанственици, политичари и така натаму. Ова е нечесно. На иста листа да бидеш со Осама Бин Ладен. Ама ние сте на иста листа. Значи, господин Јакимовски... А што сме ние, терористи сме? Значи, господин Јакимовски, како што можам да заклучам, ставањето на вашето ставање на црната листа на Соединетите Американски држави е по вина на политички субјекти од земјава, а не политички луѓе, да, не. Значи на луѓе кои што се поврзани со странски служби, кои што во континуитет создаваат предуслови за да може да се повикаат на ваква работа дека не реагираат македонските правосудни органи. Па ние овие 7-8 месеца бевме засипани со кривични пријави кои што да се чуди што кои глупости внатре ги трескаат. Што да им прави обвинителството кога пишуваат глупости и кога барат глупости? Кој ги поднесувал тие пријави? Ке си знае обвинителството, точно знае. За кој би имал интерес тоа да го направи? Па интерес имаат политичките противници и на оние што не им одговара Македонија да има политичари кои што размислуваат со своја глава. И оние кои што сметат дека ние треба да имаме политичари кои што безпоговорно ќе ги прифатат сите нивни одлуки, нема за ништо да приговараме, постојано како папагали ќе повторуваме дека ние остануваме на европскиот пат, колку и тоа да биде штетно по македонските граѓани, ве молам. Од 90-та година навака ние сме намалени за 300.000 жители по пописите. Соединетите Американски држави од 90-та година навамо е зголемена за 100 милиона жители. Како нивната политика придонесува да се зголемува бројот на жители, а нашата политика придонесува да се намалува бројот на жители? А цело време имплементираме политики кои што тие не ги сугерираат. Јас инсистирам да малку повеќе водиме сметка за граѓаните на Република Македонија и за тоа како ние живееме и дека бескрајно не можеме да бидеме жигосувани и черечени со се нови и нови барања. Бугарскиот договор, цело време тоа. Ајде сега прифатете да го смените уставот. Ќе го смениме уставот? Не, пакет. Дај да ги решиме сите проблеми. Се сомневате на странски служби од соседство? Да. Нели ние прифативме да не ги викаме више фашисти? Ги брусевме ли овие, како се викаат, спомениците? Ги брусевме. Кој потез тие го направија? Ни еден. Нели ние го правиме патот према Бугарија? Ја правиме ли пругата? Што тие направија за контра? Има нешто што извршија? Ништо не извршија. Целиот пакет треба да се реши. Дека не сме народ од 44 година, дека не сме наречени на бугарскиот јазик и дека за дејците, македонските дејци и револуционери можеме да разговараме, меѓутоа, не замислете, Гоце Делчев бил бугарин затоа што учел бугарско училиште, па според тоа и Михајло Апостолски треба да биде србин пошто бил у српска воена гимназија и српска офицерска школа и генералштабна школа завршил, значи треба да го ставиме како да биде како србин. Така да тие апсурди ние сериозно има да разговараат за тоа и историчарите и така натаму. А впрочем, дајте да ги оставиме и да одиме напред. Немој да ни зафркавате цело време и да направите дека ние сме некои улјес овде во Европа. Благодарам на сите.